началник, председател на Совет, членове на Советот за превенција, сакам да искажам моето задоволство, да заблагодарам на можноста денеска да присуствам и на Советот за превенција во Газибава и на таа хуманитарна акција која што се одвива во општината, заради тоа што сега е момент кога треба сите заедно да покажеме солидарност, сплотеност, заедништво, за да ги надминеме сите овие предизвици кои што стојат пред нас. Посебно и за мене како министар и за колегите од Министерството за внатрешни работи е многу важно овој локален институт кој што представува еден од суштинските инструменти не само во реализирањето на превентивните активности и тоа во домот на политичкото работење, туку и реализација и целосно заживување на концептот така наречен community policing, односно да биде полицијата сервис на граѓаните. Што веќе со години нас го градим заедно во соработка со ОПС емисијата во Република Северна Македонија. Да ви се заблагодарам заради тоа што наистина како Совет за превенција како општина покажувате сериозен интерес да работиме во делот на превенцијата, односно се покажува огромно разбирање за значењето на превенција визави сите други мерки кои се предземаат во делот на репресијата. Меѓутоа, дополнително е важно што денешните теми за разговор на локалниот Совет за превенција, а пред се во контекст на кризата што ја предизвикува пандемијата со COVID-19 и тоа низ призма на една ефикасна безбедносно здравствена заштита пред се на децата, на најмладите, во пресред на почнатата веќе нова учебна година, но заштита исто така и на животот и здравјето на сите граѓани на општината, мислам дека заслужува посебно внимание од сите нас, и од полицијата, и од локалната власт, меѓутоа и другите државни институции кои што директно или индиректно се вклучени во заштита на здравјето и на животот на граѓаните. Заради тоа што нема поважна работа од животот и здравјето на граѓаните. Тука мораме да ги насочиме сите наши сили, целата енергија, знаењето, умењето, посветеноста, ентузијазмот да успееме да го зачуваме животот и здравјето на граѓаните. Мислам дека токму искуството кое што го имавме во изминатите неколку месеци покажува дека ваквите кризни ситуации можат да се превенираат единствено преку еден целосен ангажман и посветеност на сите чинители во општеството, тука вклучувајќи ги и граѓаните, како една од најважните алки, бидејќи ако не се вклучиме сите заедно, ниту институциите можат сами да помогнат, да спречат, да превенираат, ниту пак тоа може да го прават сами граѓаните. Затоа сум убеден дека токму локалните совети за превенција имаат сериозна можност да дадат свој конкретен, меѓутоа и голем принос во заедничките напори да ги обезбедиме и да ги заштитиме сите наши граѓани, да го заштитиме нивното здравје, нивните животи и тоа треба да биде првен приоритет. За МВР, не само заради своите уставни законски обврски надлежности кои што ги има, туку и заради многу голем предизвик со кој што сме соочени, а тоа е заштита на човечкиот живот, како е еден од основите на функционирањето на секоја полиција, па и на македонската полиција. Нема дилема дека ние како министерство или како припадници на македонската полиција и во натамошниот период многу ефикасно, врз основа на овој приоритет кој што го имаме и благовремено и преку преземање на законските овластувања, ќе учествуваме и во превенирањето, меѓутоа и во надзорот и контролата на спроведувањето на сите мерки кои што ќе значат заштита на граѓаните, заштита на државата. Ние сме целосно подготвени со сите наши капацитети, иако оваа криза не е од вчера, таа трае веќе 10 месеци, меѓутоа колегите многу посветено работат во изминатиот период, се со цел да ги оствариме сите наши обврски кои што ги имаме. И тоа партиципираме и со своји идеи, даваме своји предлози, за да видиме што е тоа
или кој облик на превенција би бил најефикасен во битката против COVID-19 и како тоа да го операционализираме, како да го спроведеме на дело. И затоа и во остварувањето на нашите законски надлежности практично го даваме максимумот во справувањето со ова големо глобално искушение кое што стои пред нас. Јас прво сакам да ви одам признание за тоа што го направивте во изминатиот период, за добрата соработка која што ја има помеѓу општината и помеѓу македонската полиција. И заради тоа што се превземаа сите мерки навремено за заштита на животот и на здравјето во газива. Не зборувам само сега за почетокот на учебната година, туку генерално почетокот на кризата и тогаш кога ја предводев и владата и така натаму. Низа на активности заеднички кои што се превземаа се со цел да ги превенираме сите овие состојби. Секако дека најважната работа е кога станува збори за нашите најмлади и најмили. Нивната заштита, нивното здравје, секако и можноста тие да прават сериозна трансмисија во општеството и дава поголема одговорност. И тука пред се благодарност до сите наставници, до сите родители и до целиот менеджмент на училиштата и на локалната самоуправа, кои што навремено ги започнаа подготовките и да се посакаме само да преку активностите, преку идеите, преку она што ќе произлезе како заклучок и од овие состаноци на Советот за превенција, ефикасно да го спроведеме на терен и да остане состојбата таква како што е во училиштата и во детските градинки. Гледате дека најуваниот есенски бран, не знам, втор, трет, како го нарекуваме сите ние, е нешто што е реалност и од тоа нема бегање. Решението на кризата е единствено вакцината и се друго што ќе правиме колку можеме да спречиме, да ги намалиме последиците, меѓутоа клучното решение ќе биде промањањето, односно пуштањето во употреба на вакцина, на целосна имунизација на населението и на тој начин да помогнеме во развојот на економијата, заради тоа што оваа глобална криза удри и по економијата, и по сите сегменти на едно општествено живење кое што го имаме. Сакам исто така да истакнам тоа што го спомена и градоначалникот, колегите ги дадат подетални податоци, и тоа превенцијата многу влие во разни сегменти на општественото живење и кога превентивно работите во било кој дел на сузбивањето на криминалитетот имаме забележителни резултати и податоците тоа го потврдуваат. Ќе видите дека и кога се работи превентивно и во делот на сообраќајот имаме намалување на сообраќајните незгоди, тешките телесни повреди, имаме намалување на смртните последици од таквите сообраќајни незгоди. Посебно за истакнување тоа што се случува во намалување на едно најниско ниво пред се на конфликти кои што се случуваат помеѓу учениците, помеѓу средношколците, помеѓу младината. Мислам дека само превенцијата ја даде вистинскиот одговор или статистиката сега покажува дека преку превенцијата успеавме да го сведеме на минимално ниво. Јас ќе ви кажам дека 2019 година беше година во која што немало ниту еден конфликт во кој што било употребено огнено оружје или некакво ладно оружје помеѓу учениците. Тоа е сериозен успех кој што не треба да не задоволи од овој аспект. Туку треба да ни биде само мотивација да се надоградуваме уште повеќе. Така да јас посакувам таа соработка која што сме ја започнале, уште повеќе да ја продолжиме помеѓу општината, Советот, градоначалникот и македонската полиција. Ние ќе стоиме отворени како раководство на МВР и како припадници на Министерството за внатрешни работи да одговориме на секој предизвик и да ја реализираме секоја идеја која ќе дојде од Советот за превенција, затоа што вие најдобро ги знаете на крајот од кришната потребите на општината Газивал. И никој од надвор не може да каже што е
по-добро за вас, отколку вие самите што го правите преку вашите идеи. Така да јас лично ќе стојам поддршка на секоја ваша идеја, да ги реализираме, да соработуваме, да работиме заедно на терен. На тој начин ќе градиме и довербата помеѓу граѓаните и македонската полиција, меѓутоа и превентивно ќе делуваме на зголемувањето на безбедност. Благодарам на